Во Општинското здружение на пензионерите на Кочани на пригодна свеченост се потпишан договорот помеѓу Кочанската пензионерска организација и Општината Кочани за изградба на пензионерски дом. Во присуство на 50 на делегати од ограноците на Кочанското здружение, договорот го потпишаа Радко Димитровски, актуелен градоначелник на Општина Кочани, и Ѓорги Серафимов, председател на Здруженијето на пензионерите на Кочани. Општината се обврзува да обезбеди инфраструктурните објекти, пристап, пат, топла вода и други работи во функција на изградба на објектот, додека од страна на Здруженијето на пензионери се обврзуваат да изработат проект кој ќе биде основа за изградба на овој објект од важност на граѓаните на Општина Кочани, посебно на пензионерите. На денешниот ден јас сметам да и кочанската јавност ќе биде заинтересирана, ќе биде благодарна ради тоа што потпишуваме еден многу важен документ. Оно што беше можеби до сега дискутирано дали е само тоа некои фрази, некои замисли и ово оно. Напротив, ние со темелно соработка со Советот и со локалната самоуправа, со градоначалникот, после подолго време, мислам едно година-две, успеавме да оно што го донесе собранието, односно Советот, со измени и допуна на детално урбаничкиот план за тај дел на Касарски округ, оно што го ветија пред нас и го дадоа. Најдобрата локација ја одреди собранието за ова намена, за градба на дом на пензионери или дом за збрунување на стари лица. По потпишувањето на договорот, како што истакнуваат од Здруженијето на пензионери на Кочани, ќе се распише тендер за изработка на идено решение на идниот пензионерски дом, за што од сопствени извори пензионерите од Кочани обезбедија 2 милиони денари.